Проучувајќи за досега за Христовите чуда на исцеленија, имаше една сабота кога пред првомајските празници некои чуда беа споменати во самата библиска поука, па јас реков дека тие нема да ги тогаш да ги споменам, иако беа на почеток на некој начин од Христовата мисија, од Христовата служба на земјата. Но денес решив нив посебно да ги прочитаме. Се работи за две чуда на исцеленија во саботен ден, повторно. И тоа беше во контекст на онаа поука за Христовите исцелувања, особено извршени во саботен ден. Значи, предходно, порано ја споменав жената која што имала крвотечение, и тоа цели 12 години, но Лука, и единствено тој повторно, споменува случај на една друга жена која што била исцелена од нешто, од што патела цели 18 години. Се сеќавате што беше тоа? Цели 18 години една жена била згрчена или фатена, зависи каков превод користиме. Да отвориме за таа цел во Евангелието според Лука, 13 глава. Лука, 13 глава. Да, почнуваме да читаме од 10 стих. Во една од синагогите тој поучуваше во сабота. Значи имаме повторно еден саботен ден, каде што Христос држи проповед во еврејската синагога. Не е тоа истата сабота кога исцелил они бесен човек, што му го прекинал богослужението, тоа беше на почеток, порано. Ова е една друга сабота. И ете, дојде една жена која беше обземена од дух, што и предизвикуваше немоки. Многу описен овој ревидираниот превод. Веќе 18 години. Таа беше згрчена и никако не можеше да се исправи. Много интересно. Сте виделе вакви луѓе? Да, се сеќавам во Колешино сега нашата покојна сестра Софија или Цона беше, меѓутоа таа беше падната од покрив, од керамиди и се имаше повредено. Но овде в Библијата вели дека тоа било заради некој дух, може од некој дух да бидете вака згрчени. Интересно. Дали секоја болест што постои е предизвикана од некој дух? Не мора да значи. А дали постојат болести што се предизвикани од дух? Постојат. Што ми ја виде Исус, ја повика и рече. Види, интересно. Значи, богослужение, Исус држи проповед и сега, замислете, во синагогата влегува една подгрбавена, згрчена жена. И Христос ја прекинува проповед. Зошто ја прекинува проповед? Значи, во првиот случај, некој друг му ја прекинул проповед. Некој обземен од бес почнува да прави неред, почнува да се дере, да вика, пена да излегува од неговата уста. Некој друг го прекинува неговото богослужение. Во овој случај Христос го прекинува своето богослужение, својата проповед. Зошто? Тука гледаме дека уште еднаш за него е побитно
да се спаси човекот, во случајов да се исцели оваа жена, што случајно влегла во тој момент во црквата, да речеме, отколку неговата проповед. Самата негова проповед. Побитно е да направи дело на исцеление, отколку да ја продолжи својата проповед. И што и вели? Жено, ослободена си од болеста своја. Колку лесно. Значи, повторно, дали жената очекува вакво нешто? Дали некој сте влегле на богослужение во некоја црква и одеднаш говорникот ви се обраќа вам во истиот момент кога го влегувате? Ви се случило вакво нешто? А како би реагирале да ви се случи такво нешто? Дали жената очекувала да биде исцелена кога влегла? Да, слушнала дека овој исцелува, прави чуда. Точно. Значи, што забележал Христос кај оваа жена, а што другите не го забележат? Сите луѓе, кога ја виделе жената, виделе што? Згрчена форма пред себе. Но само Христос видел нешто внатре. Нешто во незиниот ум, во незиното срце. Ја видел незината вера. Затоа ги кажува овие зборови. Жено, ослободена си од болеста своја. Веќе готово, свршен чин. Дури не ни ја повикал да направи нешто. Но 13 стих ни вели дека тој направил нешто и ги стави рацете своји врз неја и таа веднаш стана и го славеше Бога. Колку убаво. Како би реагирале ние да бидеме сведоци на вакво нешто? Еве како реагирал началникот на синагогата. А началникот на синагогата, негодувајки што ја излегува Исус во сабота, одговори и му рече на народот: има 6 дена во кои треба да се работи. Тогаш доаѓајте и лекувајте се, а не во сабота. Много интересно. Како да имало ординација, која што била отворена и во саботен ден. Па кај се наоѓал Исус? Во синагогата. Синагогата е единственото место кое што е отворено во саботен. Зошто во Антиохија Писидиска, денешна Турција, незнабожците побарале од апостол Павле, значи не евреите, незнабожците побарале, наредната сабота, овие зборови, што Павле ги проповедал, и ним. Значи Павле ги проповедал на евреите, таа сабота, незнабожците побарале другата сабота и ним да им се проповедаат. Зошто побарале другата сабота да им се проповедаат? Каде мислеле да отидат незнабожците другата сабота за да им се проповеда словото? Во синагогата. Токму во еврејската синагога. Евреите, како што споменав порано, значи, и тоа е запишено и во Талмудот, неколку векови подоцна, имале дефинирано вкупно 39 активности, кои што се забранети во саботен ден. Современо ги читав сите до една, и само во една Христос го кршал тој закон. Значи, од сите 39 имало само една активност што Христос ја правил во сабота, а што заедно со останатите 38 била забранета од евреите. Тоа било лекување. Повторно, дали ова било итен случај?
Никако. 18 години? Па може и да се почека наредниот ден. И ова е некој хроничен случај. Зошто Христос ја излекувал во сабота? Зошто не почекал ни да заврши неговата проповед? Туку веднаш, нема одложување. Иако не е итен случај, туку е многу хроничен и нешто што може да почека и понатаму. Ке споменеме некои мисли што веќе беа кажани, затоа што за него човекот вреди повеќе од саботата. Но, не може да се задржиме само на тоа, да видиме што конкретно тој одговорил во врска со овој случај. Видите, овој Христов одговор дава една друга димензија на прашањето зошто тој лекувал и во сабота. Според овој одговор испаѓа дека тој како да сакал многу повеќе да лекува баш во сабота, отколку во друг ден. Зошто? Но Господ му одговори и рече, значи на началникот на синагогата, лицемере, и какви зборови. Знаете што значи началник на синагогата? А не знам тоа. Не пишува дека тој бил обседнат со демон. Лицемере, не го одврзува ли секој својот вол или магаре од јаслите во сабота и не го води ли да го напои? За ова се сеќавате, имаше и малку жустра дискусија на библиската полука, се сеќавам. Нема да се задржиме на тој дел, туку на вториот дел. А оваа ќерка Авраамова, веде како ја нарекува. Значи, ова не е животно. Ова е ќерка Авраамова, што ја врзал сатаната веќе 18 години. Зарем не требаше да се ослободи од тие синџери во сабота? Овој одговор мене ми открива дека саботата е позгоден ден за ослободување, за излекување, отколку било кој друг. Зошто? Како и во случајот со парализираниот во Витезда, како и во случајот со слепородениот, исцелувањето во сабота за тие души, токму саботата ја прави по-благословен ден, по-радосен ден, уште по-среќен ден. Всушност, бидејќи евреите саботата ја претвориле во мака, товар и жива досада, Христовите дела во сабота биле за многу души единствениот саботен благослов, што можеле да го доживеат и да го примат. Седумнесетиот стих вели: и штом го рече ова, сите што беа против него се засрамија, и целиот народ се радуваше за сите славни дела извршени од него. Многу убаво. И сега имаме уште еден случај, повторно за саботно исцелување и повторно споменато од Лука. Зато и било споменато во библиската полука, која што се занимава со третото евангелие, ова тромесечие. Тоа е во следната 14 глава. Значи, Лука 14 глава. На почетокот на главата имаме еден наслов овде: Исус исцелува човек што имал водена болест во сабота. Што е тоа водена болест? Знае некој што е тоа водена болест? Ајде да прочитаме што ни кажува самиот библиски текст. Еднаш во сабота влезе кај еден од фарисејските старешини и јадеше леб.
Значи Исус посетил некои старешини на фарисеите. Значи Исус не посетувал и не се дружил само со обичен народ. Тој одел и таму каде што се собирале фарисеите. Таму каде што се собирале учени теолози. Фарисеите биле цела една партија во тоа време. Значи, може би отишол на некој нивен партиски состанок. Седнал на нивната маса, јадеше леп, а тие го надгледуваа. Зошто го надгледуваа? Веројатно му се чудеа, го привлекол нивното внимание и сакаа да внимаваат на секоја ситница, што се случува со него. Одеднаш застана пред него еден човек болен од водена болест, се кажува. Исус ги запраша законниците и фарисеите, велејќи, дозволено ли е да се лекува во сабота? Ова е повеќе провокативно прашање. Тие самите знаеле и тие самите востановиле дека не треба да се лекува, а тој сега ги прашува. И сега следи многу интересен одговор од нивна страна, одговор што нашиот покоен брат Благоја Николовски многу го цитираше. Многу му беше интересен да го цитира. Особено го цитираше во преводот на Вук Караджич. А тие молчеа. Не му одговориле. Зошто не му одговориле? Дозволено да се лекува во сабота, а тие молчеа. Зошто молчеа? Во претходниот случај забележавте каква беше нивната реакција, односно реакцијата на началникот на синагогата. Вели, тие се засрамија. Тоа беше 13-та глава. Ова е сега друга сабота. Бидејќи биле засрамени од претходниот случај, сега молчат. Сега нема што да кажат. Сега не постои простор ниту за дискусија, ниту за препирка. Значи, тие молчеа, вели 4-тиот стих, тогаш Исус го допре, го излекува и го пушти. И повторно на истото. Им рече, кој од вас, ако му падне в бунар вол или син, еве овде се вели син, нема ли да го извади веднаш, иако е сабота? Зошто бунар? Таму има вода. А овој човек е болен од водена болест. Каква е таа болест? Се разбира некој од ово? Вишок вода, да. Како го икавме тоа? Едема беше, така. Како? Добро, благодарам. Тоа е на латински. Исус го допре, го излекува и го пушти. Исцеление со допир. И повторно, ова исцеление е направено во саботен ден, иако тука не се гледа многу, дека посебно сакал да исцели некого во саботен ден. Но во случајот со претходната, значи жената, згрчената жена, слично како и парализираниот во Витезда, кои што биле фатени, кои што биле заробени, Исус посебно сакал да ги исцели токму затоа што е сабота, баш во саботен ден да бидат ослободени. Дали би сакале да бидете ослободени од нешто, болест, искушение,
зло, неволја во саботен ден. Се разбира, ако патите од тоа, би сакале да бидете ослободени било кога, веднаш. Дали би сакале сега да бидете ослободени? Господ и денес е моќен тоа да го направи. Но кога ги читаме Христовите чуда на исцеление, што забележуваме за сите нив и кај сите нив? Кај сите успешни исцеление, што забележуваме? Кај исцелените забележуваме вера. Верата е таа што ја отвора вратата за да влезе Христовата сила. Жената што влегла во синагогата имала вера штом влегла. И овој човек од водена болест застанал пред него затоа што имал вера. Тој знаел дека во сабота е забрането да се лекува. Тој знаел дека фарисеите многу ќе се налутат ако тој отиде и очекува да биде исцелен во сабота. Но тој, среде тој партиски собер на фарисеите, се осмелил да застане пред Христа за да биде исцелен и да ги испровоцира фарисеите. Значи, голема вера. Зошто не рекол, ајде почекам утре да не се налутат овие толку, па да не ме исклучат утре. Не, тој веднаш сакал да биде исцелен. Христос тогаш бил тука. За утре немал гаранција дека Христос ќе биде тука во негова близина. Со други зборови, не постои утре. Се што имаме е сегашноста. Нашата сегашност вели дека е саботниот ден при крај. Иако се уште не е завршен. Господ може и денес, во сабота, и пред да заврши саботата, и пред да заврши богослужението, да ви даде силен благослов и ослободување, дури ако тоа досега се уште не се случило. Јас посакувам Господ да ви го даде и вие да го примете тој благослов. Дека му е фала и слава. Амин.